Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Бугарската фирма Минстрој, новиот концесионер на рудниците Злетово во Пробишти и Питораница во Крива Паланка, денеска ги уплатил парите за купување на имотот на двата рудника. Стечајната управничка на рудниците Владица Ивановска нагласи дека на сметката се легнати 4.130.000 евра, од кои 3,5 милиони евра се согласно понудата за движниот и недвижниот имот, а останатите средства се за ДДВ. Собранието на доверители во средата ја донесе одлуката за прифаќање на понудата на новиот концесионер и имаше законски рок од 8 дена за да ги уплати парите за купување на управните згради, флотациите, машини и друг движен и недвижен имот, но средствата ги уплати само еден ден по донесената одлука. Согласно електронската продажба, Минстрој за купување на објектите во Пробиштипскиот рудник Злетово, неопходни за производство на олово-цинкова руда, понуди околу 2 милиони евра, а објектите на рудникот Тораница во Крива Паланка ги купи за околу 1,5 милиони евра. Според оние оптимистички сознанија кои ми беа кажани од нивна страна, мислам дека ќе биде добро. Доставиме, времето ќе каже, важно е дека почнуваат работите да се движат, а Минстрој, односно сега Булмак имат вложено пари и тие се заинтересирани што побрзо да почнат со работа, за да си ги вратат парите. Така да, еве, една добра вест за граѓаните на Крива Паланка, за оние рудари кои работеле таму, затоа што искрено кажано Тораница е многу важен сегмент во економијата на нашата општина, не само за вработените, туку и за сите оние што пропратно работат и соработуваат со Тораница, и за нас како општина и за сите. Во текот на наредните денови стечајната управничка треба да направи план и пресметки колку доверителите ќе добијат пари од стечајната маса. Околу 1000 рудари од Злетово и Тораница први ќе бидат подмирани од овие средства, со што ќе им се исплатат трите заостанати плати, а ќе им се плати и бенефицираниот стаж. Над 50 рудари ќе можат веднаш да заминат во пензија откако ќе им се плати бенефицираниот стаж. Во моментов, над 100 рудари и инженери се ангажирани од концесионерот Минстрој и работат на подготвување за рестартирање на рудниците Злетово и Тораница. Во насока на подобрување на економската слика на македонскиот североисток, за жал најмалку развиениот регион во земјава, во Куманово работи бизнис центарот за развој на североисточниот плански регион, кој би требало да придонесе за нови работни места, подобри услови за бизнис и се на се економски раст. Со цел информирање на пошироката јавност за проектните резултати и имплементираните активности во рамките на проектот проширување на функциите на центрите за развој на планските региони во насока на спроведување на активности и услуги за поддршка на приватниот сектор, се одржа завршен настан на кој што присуствува министерот за локална самоуправа, 50 на представници од бизнис заедницата, општините, невладиниот сектор, агенции од Бирото за регионален развој и од UNDP. Шире Телези, министер за локална самоуправа на Република Македонија, нагласи дека целта е подобрување на економската слика во планските региони на Македонија. Регионалните бизнис центри при центрите за развој на планските региони со веќе определените функции има значајна улога не само во развојот на регионот, туку и пошироко. На едно место бизнис центрите на бизнис заедницата ги ставаат на располагање сите информации за постоечките индустријски зони во регионот, нивните карактеристики и поволности што ги нудат, регионална база на податоци за институции и фирми кои нудат услуги за развој на приватниот сектор, електронска регионална база на податоци за доставните гринфилд и браунфилд локации, водич за инвеститори, вклучувајќи ги и стратешките цели на регионот за развој на определени сектори и контакти со испорачалители на услуги за поддршка на потенцијалните инвеститори, информативни настани кои што третираат прашања кои имаат влијание на бизнис секторот, а произлегуваат од конкретните мерки на владата, запознавање со националните и програмите за поддршка на приватниот сектор и економскиот развој. Во изминатиот период, регионалниот бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни предпријатија во североисточниот плански регион спроведе серија на активности се со цел поддршка на бизнис секторот во регионот во насока на поттикнување на економскиот раст и развој во регионот. Министерството за локална самоуправа, не знам колку сте информирани, е задолжено заедно со Бирото за регионален развој од Република Бугарија за спроведување на програмата за меѓугранична соработка. Значи, тие се директно инволвирани и процесот за меѓугранична соработка го водат и практично парите за кофинансирање се преку Министерството, на овие проекти се преку Министерството за локална самоуправа.
На завршниот настан беа представени и остварените резултати во рамки на овој проект, односно беа представени изготвените водич за инвестиции во Североисточен плански регион со збирка и мапа на индустријски зони, програма за развој и поддршка на бизнис секторот во Североисточен плански регион 2015-2020 со акцијски план 2015-2016, комуникацијски план за спроведување на програмата за развој и поддршка на бизнис секторот во Североисточниот плански регион 2015-2020, како интерактивен веб портал за инвестиции. Во изминатиот период покажавме исклучителен успех. Втората фаза од имплементација на проектот сме во соработка исто така со Министерството за локална самоуправа и ГИС, каде што фокусот ни е ставен во делот на иновациите. Со надеж дека најавените активности ќе влијат позитивно врз стопанството, искористувајќи ги реалните потенцијали и стратешките предности на североистокот на Македонија, сите инволвирани уверуваат дека ќе се потрудат да придонесат за економски успех на регионот. Интензивно се спроведуваат активностите за асфалтирање на новиот пристапен пат до манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски во Крива Паланка. Градоначалникот Арсенчо Алексовски изврши увид и информира дека работите се во финална фаза и наскоро општината ќе добие нов патен правец со кој ќе се овозможи побезбеден и побрз пристап до вековното духовно светилиште. Активностите за асфалтирање на новиот пристапен пат до манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски во Крива Паланка се одвиваат со заселен интензитет. Градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски изврши увид во работите на терен и информира дека истите се во финална фаза. Навистина сум задоволен од сето она што го видов. Веќе се пристапува кон асфалтирање на патот. Ќе имаме еден убав патен правец до нашиот манастир Свети Јоаким Осоговски. Средствата се од Агенција за финансиска поддршка на земјоделието во рурален развој и со тие средства се асфалтираат 2 километра, останаа уште 300 метра, тие 300 метра ќе бидат асфалтирани од буџетските средства на општината, така да ќе имаме еден комплетен патен правец до манастирот. Со ова ќе се добие нов патен правец за побезбеден и полесен пристап до манастирот. Ова ќе ни дојде едно убаво решение, еден нов патен правец кој сметам дека граѓаните и повеќе ќе го користат, а останува да се доасфалтира до доле, еве трет ден веќе како го асфалтираат, останува да се доасфалтира до доле, значи да се доврши, да се направат банкините. Овој пат е добредојден како за жителите на градот и околните села, Долно и Горно Варовиште и село Бъс, така и за сите туристи кои во огромен број го посетуваат манастирот и туристичкиот локалитет Калин Камен, особено летово. Останува патот да се доасфалтира, да бидат поставени банкини, а со надзорот утврдено е дека поради повисока безбедност треба да се постави и заштитна еластична ограда. Одлучив со наши собствени средства од општината да се постават во одредени делови кои ќе бидат посочени како опасни места да се стави еластична ограда. Тоа го направивме заедно со надзорот, се увидува тие места, ги предложивме и еве распишавме јавна набавка за поставување на еластична ограда. И добиваме патен правец во ширина од 4,75 метри и 75 сантима банкина, што сметам дека е сосема доволно и дека ќе биде убав пат. Ова е еден од трите поголеми патни правци кои се градат во Крива Паланка. Во моментот се работи и на патот во туристичкиот локалитет Калин Камен, каде се градат 2 километри од место викано Ловечка куќа до езерцето, а во село Жидилово се гради пат во должина од 1 километар. За трите патни правци ќе бидат вложени околу 45 милиони денари, обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој. Пред советниците на седницата на Советот на општина Куманово, градоначалникот Дамјановски изјави дека отварањето на базените се очекува да биде на почетокот на месец август, што значи уште едно пролонгирање. За прв пат беше најавено на 25 мај. На седницата на Советот на општина Куманово, градоначалникот Дамјановски пред советниците се изјасни дека повторно ќе биде пролонгирано отварањето на базените. Отворениот и затворениот базен според него ќе бидат пуштени во употреба најверојатно на 2 август, наместо на 15 како што беше најавено претходно. Дамјановски изјави дека очекува до тогаш да бидат завршени сите започнати градежни активности. А ова има ресторанче, има таква повеќе ќе биде за освежување отколку за спортување, бидејќи таква е dimenzијата. Базенот е како аквапарк, не е тоа е рекреативен базен со сукцесивна дубина, со еден тобоган и тамо нешто направено е према можности на теренот.
меѓутоа во секој случај естетски изгледа многу добро и сметам дека ќе даде одговор на желбите на граѓаните, бидејќи ова е данешна желба 10 години како сум градоначелник 11, луѓето постојано од мене бараат оваков проект. Еве сме во финишот на реализација и со Господ напред се надевам дека до почетокот на август ќе го пустиме употреба у една пробна работа. Ова година повеќе ќе биде символика месец и пол дена. 200 денари ќе чини билетот за капење во затворениот, а 150 во отворениот базен за целодневен престој. Според советниците од ВМРО ДПМН станува збор за висока цена, но градоначалникот изјави дека таа може во секој момент да биде намалена. Ако се покаже слабост во цената, остануваме, ние сме тие што може да донесеме и други цели. Јас се сложувам да има и ревизија на тие цени и на затворениот базен, се со цел да сме поблиску до граѓаните и употребата да биде во срка на граѓанството. Дамјановски најави дека во градот ќе се работи за подобрување на пливачките спортови. Инаку јавното претпријатие Чистота и зеленило ќе стопанисува со новите базени, бидејќи општина Куманово нема право да управува со овие спортски објекти. До 30 јуни, до кога истече рокот за аплицирање на субвенции, на подрачјето на Крива Паланка и Ранковце поднесени се вкупно 1260 барања по основа на земјоделско и сточарско производство. Заклучно со 30 јуни, кога истече рокот за поднесување на барања за директни плаќања од програмата за финансиска поддршка на земјоделството за 2016, аплицирале вкупно 1260 регистрирани земјоделци од Крива Паланка и Ранковце. За прв пат годинава аплицирањето се вршеше по електронски пат, а барателите на советодавна помош при аплицирањето се обраќаат до подрачната единица на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој и подрачната канцеларија на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. До 30 јуни 2016 година заврши рокот за поднесување на барања за директни плаќања од програмата за финансиска поддршка на земјоделството за 2016 година. Ова година, како и минатата, од општините Крива Паланка и Ранковце аплицираа вкупно 1260 земјоделци за финансиска поддршка во растителното и во сточарското производство. Според поднесените барања, најголем дел се за одгледување на житни култури, додека најмалку се за градинарски култури. Од сточарите најмногу аплицирале за одгледување на говеда и овци. Средствата на сметките на барателите ќе им бидат префрлени најдоцна до 30 јули следната година. Во Крива Паланка денеска почнува вториот поред фестивал на староградски песни и серенади Осоговска староградска вечер. На плоштадот Карпошово восстание ќе настапат распејани пензионери од Берово, Камелија од Свети Николе, Еделвајс од Ќустендил, распејани радовишани од Радовиш, градски хор од Штип и домаќините Друштвото на староградска песна распејани паланчани. Фестивалот има за цел зачувување на староградските песни од разни краишта кои се негувале во минатото и биле неизоставен дел од сите градски случувања. Од денеска до недела во Кратово, трета година поред, ќе се одржува манифестацијата Златни денови. За време на трите дена пред кратовци ќе настапат Риблја Чорба, Евто Попински, Миле Кузмановски, етногрупата Монистра, Трио Гранде, Владко Илиевски, Тајзи Спејко и Дани Димитровска. А во вечерните часови ќе биде организирана забава со познати диџеи. Во рамки на фестивалот ќе се одржи и Европскиот тамбурашки етнофестивал на кој ќе настапат познати тамбураши. Настанот кој прерасна во препознатлив бренд на овој мал и историски град, од година во година ја збогатува својата музичка програма. Изненаденост, разочарување, загриженост, стага и уште многу различни емоции има можност да видат љубителите на уметноста кои беа на отворањето на изложбата на портрети на уметникот Агрон Салију во Центарот за култура во Куманово. Во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово, синоќа беше отворена изложба на портрети на ликовниот уметник Агрон Салију. На изложбата, која предходно била отворена во Тетово, љубителите на уметноста имаа можност да видат 15 дела работени со јаглен, серија портрети кои откриваат различни емоции, како страв, збунетост, немоќ, тага, умор. И на тој начин ја откриваат психолошката состојба на ликовите. За самиот автор можеме да кажеме дека е извореден цртач,
човек кој навлегол во тајните на портретот, значи покрај тоа што умее значи да ги погоди на некој начин цртите на лицето на објектите кои ги слика, односно на лицето на луѓето, успева на некој начин да навлези во нивната психолошка состојба и да даде едно свое видување на самите ликови, односно да ги интерпретира на некој посебен начин. Агрон Салиу е роден 1984 година во Тетово, каде што живее и работи. Дипломирал на Тетовскиот универзитет на Факултетот за ликовна уметност, одсек сликарство, во класата на професор Илиријан Бекири. Значи, второ гостување во Куманово, значи, прво бев со слики, сега доаѓам со цртеж. Значи, цртежот, од циклусот на цртежот, изложувам на, значи, моето секојдневие, што секој сабајле, што ги сликам моите портрети. Луѓе со едно лице, значи, луѓе што секој пат сакат истото да ја доживува, значи, искреноста, тагата, љубовта. Самостојни изложби Салиу реализирал во Скопје, Тетово, Париз, Берлин, Кичево, Куманово, Виена, Сараево и Загреб. Учествувал и во повеќе групни изложби и проекти, а за својата работа има добиено повеќе награди, сертификати и признанија. Изложбата е поддржана од страна на Министерството за култура, а во Куманово ќе биде поставена до 21 јули. Во полскиот главен град Варшава денеска и утре ќе се одржува самитот на Северноатлантската алијанса НАТО, на кој ќе присуствува министерот за одбрана Зоран Јолевски и министерот за надворешни работи Никола Поповски. Висока делегација на Република Македонија, предводена од заменик председателот на владата на Република Македонија и министер за надворешни работи Никола Поповски и министерот за одбрана Зоран Јолевски, ќе учествува на самитот на НАТО кој се одржува во Варшава, Република Полска, во периодот од 8 до 9 јули 2016 година. Јолевски ќе има обраќање на состанокот на министри за одбрана на платформата за интероперабилност, а се очекува да оствари и повеќе билатерални средби со своите колеги, министрите за одбрана на земјите членки на алијансата. Министерот Поповски ќе се обрати на состанокот на шефови на држави и влади посветен на Авганистан, а за време на самитот ќе оствари и повеќе билатерални средби. На 1 јули кабинетот на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов информираше дека тој нема да учествува на самитот на НАТО во Варшава поради игнорирање на меѓународното право, пресудата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг, геополитичките аспекти и безбедносните предизвици во регионот. Се додека не се земат предвид овие факти, посочија од кабинетот, председателот Иванов нема да учествува на самити на НАТО, а Република Македонија ќе биде представувана на ниво на министри за одбрана и за надворешни работи, пракса воспоставена од самитот во Кардиф во 2014 година. Кошаркарите на Куманово се наоѓаат на пауза, но затоа раководството на клубот размислува со каков играчки кадар ќе настапува во следната сезона. За таа цел побаравме мислење од спортскиот директор на клубот Младен Давидовиќ за плановите на Куманово за следната сезона. Во следната сезона кошаркарите на Куманово ќе влезат со нов состав кој ќе се обиде да го повтори минатогодишниот успех. Веќе се случија неколку промени во играчкиот кадар, Симоновски и Мандици замина, додека се преговара со Трајковски и Кошловски да останат во клубот и во наредната сезона. Навистина играчки е пауза, но за нас сега баш не е активно кога е во прашање природниот рок и сега баш со тренерот имавме состанок каде што нешто одлучуваме и во наредните денови ќе биде жешко кога е во прашање трансфер на играчите. Вукашин Мандиć има веќе подпишано за Левкоша, тоа е во Кипар, во турскиот дел на Кипар, каде што имаше добра понуда. Ние наредната година немавме договор со него, каде тој беше слободен играч и го напушти нашиот клуб. Со Марко Симоновски навистина се видов пред тој да замене на годишен одмор, каде што е и моментално, и ова информација видов од медиуми. Тој ми каже дека има понуда од МЗТ, која е многу поголема од нашата и дека неговите амбиции се поклопуваат со амбициите на МЗТ, поточно
мислеше за Јадранска лига, каде што на вистина ми каже дека е близко до договор, но не ми потврдил од медиуми кои прочитав деновиве и тоа. Па видите, со Бојан Трајковски и Александар Костовски на вистина сме во преговори, каде што Бојан замина исто на годишен одмор и сега е вратен, треба да ги довршиме разговорите. Александар Костовски беше на камп. Ние на вистина сакаме како носиоци на игра да не останат во екипата, но како што рече Давидовиќ, амбициите на клубот и во следната сезона се борба за висок пласман. Па како и секоја година ние не се предаваме, значи сега во моментот располагаме со некоја рамка која што ни е сигурна и затоа не можеме ништо да кажеме дали ќе идеме на највисок пласман или не. Но тоа што е како е така, ние ќе направиме се што е во наша можност да во наредниот период се израчунаме и нашиот пласман да биде нормално игра во плейоф и ако се може финале како и секоја година. Дознаваме дека во план се странски засилувања и тоа од САД и од Србија, но секој се знае веќе во наредните денови. Екипата на Шкендија е единствената македонска екипа која успеа да ја мине првата пречка од квалификациите од Лига Европа, додека Силекс и Работнички ги завршија надпреварите во првото квалификациско коло. Шкендија успеа да слави победа со 2-1 на гостувањето против полската екипа Краковија. Стрелци за Шкендија беа Бесарт Ибраими во 13-та минута и Ферхан Хасани во судиското време, а голот за Краковија беше автоголот на Бесир Демири во 68-та минута. Шкендија постигна 2 победи или вкупен резултат 4-1. Силекс загуби во реваншот од Вадуц од Лихтенштеин. Во Скопје синоќа беше 2-1 за Вадуц, но Силекс имаше водство од 1-0 до 89-та минута, со голот на капитенот Маријан Мицков постигнат во 30-та минута. Во предпоследната минута Вадуц од пенал преку Морено Констанцо изедначи, а победата ја донесе Али Месуд во судиското време. Силекс е елиминиран со вкупни 5-2. Пораз од 1-0 во реваншот претрпе и Работнички. На гостувањето кај Будуќност во Подгорица беше совладан со погодокот од пенал на Ристо Радуновиќ во 80-та минута. Вкупниот резултат на двомечот е 2-1 за екипата од Црнагора. Шкендија во следното коло ќе игра со Нефчи. Првиот надпревар го игра на гости на 14 јули во Азербејџан, додека реваншот е 7 дена подоцна во Скопје. Македонската ракометна судиска двојка Ѓорѓи Начевски и Славе Николов ќе бидат дел од судиите кои ќе ја делат правдата на Олимпијадата во Рио де Жанеиро. ИХФ денеска ги потврди судиите кои ќе судат на Олимпијадата, а очекувано меѓу нив се најдоа и Начевски и Николов. Тие важат за едни од најдобрите арбитри, присутни се на сите големи надпреварувања. Беа дел и од Олимпијадата во Лондон 2012 година. Бордот на СЕХА лигата го објави конечниот список на учесници за следната сезона, на него нема клубови од Србија. Со приклучувањето на двете словенечки екипи Целје и Горење и останувањето на Веспрем, СЕХА лигата ќе биде посилно надпреварување од лани. Металург по една сезона се враќа во регионалното надпреварување, а Србија, како и Црнагора претходно, ги загуби своите представници. Раководството на СЕХА лигата не успеало да најде компромис со Српската ракометна федерација, па оваа земја која во минатото имаше по 2 екипи, сега ќе нема ниту една. Новата сезона, исто како и минатата, ќе брои 10 клубови и ќе се игра по старата шема, двокружен систем, додека потоа на Final Four турнир ќе се добие шампионот. Репрезентативците на Франција ја совладаа Германија со 2-0 и се пласираа во финалето на Европското првенство во фудбал. На веледром во Марсеј французите не беа подобар противник за разлика од играчите на светскиот првак, тие ги искористија своите шанси. Херојот на Франција е Антоан Гризман, кој ги постигна двата погодока. Франција во финалето ќе игра против Португалија, која во средата со идентични 2-0 успеа да го совлада Велс. Французите трет пат ќе играат во финалето на едно европско првенство, во претходните две ја освоија титулата, додека Португалија втор пат ќе се бори за насловот. Пред 12 години португалците го загубија финалето од Грција. Франција подобро влезе во мечот во пресред на полувремето. Швајнштајгер играше со рака, а Рицоли покажа на белата точка. Гризман ја презеде одговорноста, успеа да погоди за водство од 1-0. Во 72-та минута французите тргнаа кон голот на Ноер, Погба ја освои топката, а потоа со брилјантен дриблинг се ослободи од Мустафи. Успеа да нафрли, Ноер лошо го процени летот на топката, успеа само кусо да ја одбие, но до ногата на Гризман, која смести зад неговиот грб.
Напаѓачот на Франција Антуан Гризман е најдобриот поединец на европското првенство. Фудбалерот на Атлетико Мадрид ги постигна двата гола во полуфиналето против Германија и ја однесе својата репрезентација во финалето. Гризман во досегашниот тек од првенството има учинок од 6 гола и 2 асистенции и речи си е сигурно дека ќе ја добие златната копачка како најдобар стрелец на турнирот, бидејќи најблиските конкуренти со играчите Жиру и Пае, односно противниците во финалето Роналдо и Нани, имаат постигнато по 3 гола. Напаѓачот на Франција постигна 2 гола, 6 во досегашниот дел од турнирот и стана првиот играч по Мишел Платини во 1984 година, кој на континенталните првенства постигнал повеќе од 5 гола. Инаку на вечната листа начело се Платини и Роналдо со по 9 голови. Платини сите своји погодоци ги постигна на првенството во 1984 година, додека Кристијано Роналдо головите ги постигнувал на 4 европски првенства. Англискиот судија Марк Клатенбург ќе ја дели правдата во недела кога во финалниот меч на европското првенство ќе се среднат Франција и Португалија. Клатенбург го судеше и финалето од Лигата на шампионите во мај по Педро Проенса во 2012 година. Тој ќе биде вториот кој ги судил двете финалиња во иста сезона. Помошници на Клатенбург ќе му бидат Симон Бек и Джейк Колин, дополнителни асистенци Ентони Тейлор и Андре Маринер, а унгарскиот судија Виктор Касај ќе биде четвртиот арбитар. Времето во Македонија сончево со слаб до умерен северен ветер, следува период на стабилно и топло време со пораст на дневните температури. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.